Денеска ќе ви представам една жена змеј. Значи прво да расчистиме. Не е жена змеј за мене, она што вика да е успешна, Forbes ја напишал така. Не, жена змеј е жена што се бори за правдина, што се бори за вистина, што помага секому, што има голема социјална одговорност во најширокиот круг на луѓе. Кога ќе види на улица некој кој сака да му помогне, кога ќе дојде во продавница да сака да му помогне, а како реков да во продавница? Во продавница зашто токму таа работи во продавница. Ние ја познаваме како месарката од Пама, а тоа е Моника Вејановска од Охрид. Да, значи да знаете, месарката од Пама е Моника Вејановска. Имаме ние обичај ќе кажеме, ќе разговараме, еј Моника ми даде еден совет за вакво и вакво месо. Која Моника? Месарката од Пама. А па така кажи месарката од Пама. Прво сакам да те прашам дали тебе ти пречи тоа така што те распознаваме веќе како месарката од Пама? Па не ми пречи. Поглавно луѓето не ми го знаат името. Ние немаме бечови со име, така да луѓето ме знаат како месарката од Пама, така да тоа е сосем коректно. Прво ќе кажам ове најдобро за мене. А вие проверете дали сум јас во право или не. За мене е тоа најубавата секако, но најдобрата месарка што јас сум ја запознал. Зошто? Ме научила кога ќе пазарам, пазите, кога ќе пазарам, јас случајно ја запознав, кое месо е квалитетно, кое е добро, кое е за печење, кое е подобро за наскара, кое е подобро за во air fryer, па ке ми го исеска, па како се сече. Јас тоа го научив на 53 години тука од неа во Пама. Претходно јас сум месар, обожавам месо, тоа ми е проблем, а сакам да ставам вегетаријанец. Да, замисли. Овдека прв пат учам некои работи, зашто во Македонија, во Скопје не ми помагал месарот кај го Филе, не ова вака, ова ќе го знам, зашто ти треба за тоа? Не. Нараче, земи и дојди. И тука е така. И тука е така. Веројатно, но прв пат налетувам на човек што помага и затоа те представив како жена змеј. Заради тоа што тоа треба да биде жена змеј, не некоја Forbes што рекол дека е најваква, дека не, жена што помага секому. Да. Ти си долго време во Малта веќе. Да, колку 6 години? години. 6 години. Да. Ова ти е прва работа со месарството? Не, втора работа. Не, јас сум кувар по професија. Прво работев во малтишки ресторан кога дојдов на Малта. А потоа за време на короната, пошто рестораните и хотелите не работеа, почнав во Пама во месара. И пошто тие работеа за корона. Да, само тоа и работеше за време на корона. Како ти е таму? Како те прифаќаат луѓето? Сепак си странец тука. Сепак сум една жена во сите. Малце си поразлични од сите. Да. Сите се добри, највише сакам таму да си купувам месо. Сите се добри, ама ти малце одскокнуваш од нив. Баш со таа твоја комуникација. Па, мојата енергија, затоа што јас сум кувар, па претежно сакам да им помогнам на луѓето да знаат кое месо е добро, што ќе готват, како да го сготват и тие се пресрекни, затоа што не сите знаат како да го сготват месото. И никогаш не им давам месо кое ќе ми речат дај ми го ова, ево и готово. Значи секогаш имам комуникација, ако имам некоја посебна понуда или некое намаление на цена, тогаш ќе им понудам да земат појке за истите пари. Така да луѓето во главном ме прифаќаат и ме сакаат, посебно малтежаните. Да, не само нашите. Да, малтежаните појке ме сакаат и ме ценат и ме бараат. Како тоа? Или чекаат на ред со бројка и кога ќе дојдат на ред викаат не, ќе чекаме жената. Ќе чекаат уште 10 минути ако треба да завршам, али ја да ги услужам. Па не знам, затоа што тие најверојатно повеќе од нас не знаат како да го сготват месото, па повеќе им помагам. Да, и повеќе се одскокнува ова. Еве ја на пример сега деновиве прв пат научив, благодарение на тебе, дека едно од најубавите меса од свинското е обравчето од свињата. Прв пат и јадев, да не ми кажеш ти, слушај, земи свински обравчиња, ќе ти кажам како да ги спремиш. Значи, тоа е нешто фантастично. Значи, помеко месо од свиња не сум јадел како обравчињата. Лудило. Да. Благодарение на тебе. Затоа имаат и добра цена, мислам, тие се поскапи од бифтекот, али се доста вкусни, доста се добри, чисти и брзи за спремање. Така да во секој поглед ние немаме многу време тука за да готвиме со сати. Сите одиме дома и сакаме нешто на брзина. Како си задоволна од Малта? Пресрекна сум на Малта.
Значи мој човек. Да. Ако можам сега вака срцето да го допрам, значи стварно сум пресрекна, презадоволна. На Малта некако, не знам, како да си ја пронајдов душата. Се смирив и све ми е добро. Ништо не ми смета, нити галамата, нити што некои викаат валкано, вакво, такво. Ја тие работи не ги гледам. Значи, мене ми е тука убаво. Едноставно ми е убаво. Во Македонија каде работеше? Во Македонија работе во хотели Метропол. Тоа е во село Конјско, се вика местото каде што се наоѓаат хотелите. Тоа е комплекс од Метропол и Белви хотели. Работев на доручек од 6 сабајле до 2 поручек, секој ден, без слободен ден, од 1 мај до Нова година. Така да, не дај Боже да си болен, нема шанси. И таму не бев да не сум задоволна, него едноставно немаш бонус, немаш стимулс, немаш, како да кажам, мораш да работиш многу, а тие пари само за, да речам, за прехрана. Не можеш да си приуштиш никакво задоволство. Ја некогаш работев и 2 работи. Ние знаевме група кувари од Метропол да отидеме директно на друга работа во Струга, кога ќе имаше албански свадби, сунети, такви работи. И одевме директно таму. Значи, ние не сме спиеле. Сме работеле до 2 ноќе, дома доаѓаме во 3, во 5 стануваме, па пак почнуваме во Метропол. Сме работеле така по 15 дена, за да имаш за нешто да можеш да си дозволиш. Кој одмор, кој каква има потреба, кој да му купи компјутер на детето или било што. Значи, со една плата не можеш да си дозволиш апсолутно ништо. И нонстоп си на работа, значи ти не гледаш ништо. Ја прв пат тука гледам дрва. Ги гледам, значи, одам по пат на сабајле, ги поздравувам птиците. Некој ќе рече луда е, да, луда сум. Ама никогаш пред тоа, ја кога одев по пат, не приметив дека птица ми пее, дека имам убаво дрво покрај пат, дека сум весела, едноставно одам со радост на работа. Без обзира што мојата работа е многу тешка, машка работа, сум тамо најстара, имам скоро 52 години, сите се до 30-35 и работам тешка работа физички. Значи, тие мене не ме третираат како жена, дека ја денеска нема да ја кренам гајбата од 50 кила, ја ќе си ја кренам. Али ја не се жалам. On Macedonian language. И имаш и паралелно хоби кое што исто така може добро да се уновчи ако имаш време и ако сакаш, а тоа се ракотворби, ти изведуваш многу работи приватно така за себе. Јас имам доста време тука. Кога ќе дојдам дома, јас немам толку обврски, да речам, јас и мојот партнер сопруг сме сами. Така да и он не ми е некој захтевен да морам нешто да потпнувам околу него многу, мора да го пофалам. Така да имам доста слободно време кога ќе дојдам дома, тука имам и доста и слободни денови. Обавезно имам 2 дена во неделата слободни, така да или одам нормално на лето, одам на пливање, али пак цел ден имам доста време. Имам ракотворби од тоалетна хартија, од епокси ресин, тоа е епоксидна смола, со која правам пирамиди, обетки за жени, сатови зидни, така имам доста модели, имам вазни. А сега во последно правам од фоаминг хартија, која е доста добра за креативни работи. Правам детски пуфки, да ги наречам, за девојчиња, за коса, цветни, така. И понекогаш земам така со мене на работа и кога ќе видам мали девојчиња во продавницата, им ги поклонувам, толку се среќни, толку се задоволни. Ништо почесто од детска радост. За сега мене не ми е целта уновчување на тие работи, него едноставно ми е задоволство кога некого ќе усреќам со таква ситница или кога ќе ставам обетки во джеп и ќе поклонам на некоја жена таму која случајно поминува и не ја познавам и тие се зачудени дека може некој денес нешто да ти даде така, да не бара ништо за возврат или едноставно да ти го улепша денот со, не знам, некоја ситница која е стварно од срце. Би останало дека до крајот на животот? Јас се викам да. Ти? Да, значи... Да, па види, имам 5-6 години веќе одработени, така да не ми фали многу за пензија. Така? Па со времето ќе видиме. Значи, никогаш не речи никогаш. Не дека не би се вратиле во родната ни држава. Прекрасно е и таму и можда за некоја
пензија е можда и добар и помирен живот. Меѓутоа, зависи кој со што е среќен. Ако веќе јас сум навикнала тука некои 10-15 години, сигурно дека ќе ми биде тешко кога ќе се вратам да го живеам истото старото или можда и полошо, можда и подобро, не знам. Никој не знае. Отом потом ќе видиме. Меѓутоа, во моментов најмалце до 62 ќе бидам тука. Како се однесуваат као за крај? Прво ме изненади многу пријатно што ми го кажа тоа за малтежаните како те прави. Но како те прифаќаат нашите? Па нашите во главном повеќето веќе ме знаат со тек на време. На почеток не ме познаваа, бидејќи јас зборувам добро англиски, мислеа дека сум или италијанка или малтежанка, така да не се впушта во разговор на наш јазик. Меѓутоа ја ги препознавам лесно и стапувам во комуникација на наш јазик, така да им помогнам, да им биде полесно, да ме прифаќаат. Мислам дека се доста среќни кога јас ги служам. Има луѓе кои доаѓаат често, има луѓе кои само кај мене доаѓаат и чекаат да бидам таму, дури и ми се јавуваат кога сум на работа да дојдат, бидејќи сакаат да земат квалитетно добро место. И сакаат комуникација. со мене, да. Сега, видовте зошто беше мојата најава таква? Слушнавте сега? И сами заклучивте што беше она на почетокот што ви кажав, објаснување како јас ја разбирам жената змеј. Тоа е месарката од Пама. Ти благодарам што одвои време, што ти грабнавме малце од слободно време, што слободното време е најдрагоцено нешто. И луѓето сега уште повеќе ќе те дознаат. Месарката од Пама. Ако не верувате на се ова што кажав, проверете, ќе ја запознаете таму. Ти благодарам. Ви благодарам, убав ден. Friday, 8 p.m. New podcast.